да ви се пофалам нешто. Имаме ново другарче. Знаете како се вика? Оливер. Оливер има 10 години. Се пресели во нашето мало и многу е интересен. Има долга коса и многу сака да се качува по планини и мене и Боби научи за светот на науката. Оливер самиот направил игра на компјутерот. Игра за математика, за логика, за информатика и се што е интересно во науката. Знаете како се вика? Се вика IQ Up. Леле, колку е забавно кај него в соба. А чекајте, другарчиња. Сакате да видите таму како е? Па ајде ќе одиме кај Оливер! Здраво! Нови другарчиња, значи вие сте тие што сакаат да научат нешто за науката. Како се викате? Јас се викам Биби, а ова е... Ау, колку ти е добра собата. Јас сум Боби. Биби и Боби. Боби и Биби. Лесно за паметење, во случај да сте здодевни. Здодевни сте? Не, јас мислам дека не. Не сме здодевни. А колку медали имаш освоено? И зашто? Повеќето се за качување карпи. Има и понекоја за надпревари за изуми и една за шах. Вау! Ти се викаш Оливер, така? Нов си во нашето мало. И многу сакаш високи планини и наука, нели? До сега сите одговорите се точни. А која е оваа планина? Таа е највисоката планина во светот. Еден ден ќе се качам на врвот. Се вика Сагармата. Сармата. Како? Сагармата. 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 Тоа е непалското име за Монт Еверест. Да. Тоа сум чул, да. Оливер, колку јазици знаеш? Најомилен ми е најважниот јазик. Јазикот на науката. На науката? Тоа е јазик? Најубавиот, најмагичниот и најзабавниот јазик. Ако го зборуваш тој јазик, сите други ќе ти бидат лесни. Многу интересно. А тој јазикот на науката, тежок е? Најзабавен и најкреативен јазик. Сите научни книги наеднаш да ги снема, да не постојат. Пак ќе ги напишеме исти како што биле. Водата из 1000 години ќе врие на 100 степени, а ќе замрзнува на 0. Сакате да видите нешто? Да, сакаме! Да. Ова е игра за учење. Самиот ја правам. Се вика IQ Up. Еве овде се влегува и се одбираат задачи. Сакате наука, технологија, инженерство, уметност или математика? Самиот ги цртав животните. А што значи тоа IQ? Упс. IQ е кратенка за интелигенција, а up е англиски за... Up е горе, нагоре. А чекај малку, Оливер, да те прашам нешто. Се во ова сам си го направил? А како? Лесно е. Основи на кодирање, малку цртање во 2D и 3D и секако наука. Вау! Ајде стисни на ова тортава да видиме што ќе излезе. Тоа е цилиндар. Се јаде? Интересно. Дали цилиндарот се јаде? Евеа, доаѓа. Врти се силно, ајде, вртете се, ајде. Не знам зашто се вртиме, ама убаво ми е. Се вртиме за да ни дојде идеја. Идеите се најважни. Идеите го менуваат светот. Што му фали на светот? Многу работи. Например, јас сакам да го исчистам ѓубрето од целата планета. На толку наука? Сакаш да работиш во комуналец? А Оливер, како може едно дете да го смени светот? Ви кажав, со идеја! Стоп! Ми текна. Ако точно одговорите на следната загадка,
ќе добиете сладко изненадување. Знаеме што е ова? Да, шлак торта! Хеу! Ја имам видено во излогот на сладкарницата. Ова е цилиндар. И двајцата сте во право. Ако успеете да ја пресечете тортава на 8 еднакви дела со само 3 сечења, можете целата да ја изедете. Со 3? Леле, мисли Боби, мисли ми се јаде торта. Ајде, ја слушна задачата? Малку се занесов. Последно што слушнав беше шлак торта. Значи вака. Еднаш вака, ако одиме на пол. А 2 пати, 4 дела, како плюс, и 3 пати, на 6 дела. Ама чека малку, колку требаше? 8? Жал ми е да ја сечеме, Биби. Види колку е убава и сочна и Боби, ајде, ама мисли, Боби, мисли. Мислам. Значи, вака, 1, вака 2, ама чекај. Зошто ја гледаме како да е рамна? Значи не 2D, туку 3D. Значи вака 1, вака 2 и сега по средината 4 плюс 4 еднакво на 8 еднакви дела! Ке ја јадам цела! Заедно ке ја јадеме. Ајде сечи. Браво, другари математичари. За ова добиваме IQ Up. IQ Up! Јеј! Каде сме? Се наоѓаме внатре во мојата игра. Браво! Ова е бонус задача. Со точното решавање на задачата со тортата сега отклучивме специјален тест, ново тајно ниво. Ајде да видиме што е. Боби, стисни на златниот цилиндар. Што се овие работи? Па ете, она е джиновска шајка, а она е пропелер и ете има и буре. Има и огромна коцка мраз, и огледало, и балон. И ласер, и лулашка со некаков кабел. Знаете што треба да направиме? Може јас да погодувам? Јас мислам дека треба да сите овие делови кои лепдат и се раздвоени, ние треба да ги споиме. Ама не знам како. Со раце? Ама кој оди прво? Треба само да размислуваме логички. Треба една работа да активира друга работа. Боби, ајде турни ме натаму. Ете го, ласерот нека го стопи мразот, а потоа водата ќе падне во бурето. Бурето, ако се наполни со вода, треба да падне на клацкалката и да го повлече кабелот. Кој ќе го заврти пропелерот и воздухот ќе го дувне балонот кон шајката! Ајде, Биби, вклучи го ласерот. IQ Up! Значи, многу сакам наука. Имаш други задачи вака научни, мислам, со торти? Имаш ли некоја, например, научна со шампити или некоја научна со тулумби, а? Боби, доста ти е наука за денеска, ќе те боли мешето. Ете, драги другарчиња, Оливер е нашето ново другарче. И заедно со него ќе ги одгатнуваме тајните на најубавиот јазик. Јазикот на науката. Едва и чекам да видам што креативно и интересно ни смислил Оливер следно. Епа, до следната епизода, IQ Up! Јеј! Здраво, другарчиња!
Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби!